Почитувани добро вечер. Гостин во вечерашнава емисија Став е новиот претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово, Бране Петрушевски. Господине Петрушевски, добро вечер и честитки за функцијата. Благодарам. Добро вечер до вас, добро вечер до гледачите на вашата ценета телевизија. Задоволство ми е што сум тука веќе по втор пат. Благодарам за честитките и се надевам дека ќе имаме успешна соработка и во оваа форма како претседател на Општински комитет на ВМРО ДПМН со вашата телевизија. Новиот тим на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово е доста подмладен, освежен, но има и поединци кои што веќе се докажани во партијата. Неопходна ли беше промената на составот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Куманово? Како што знаете, ВМРО ДПМН е во еден период на, така да се изразам, транзиција по изборот на господинот Христијан Мицковски за претседател на ВМРО ДПМН. Нормално е и согласно статутарните одредби е да следат и одредени промени хиерархиски на нивоата подолу. Така за претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово бев именуван јас, а изборот трае уште во 75 други општински комитети на ниво на Република Македонија. Согласно статутарните обврски кои што ги имам како претседател, должен сум да составам раководство на Општинскиот комитет, еден тим кој што би стоел позади мене и заедно со мене би ги граделе новите политики на ВМРО ДПМН на локално ниво, односно во општина Куманово. Дали беше неопходна? Промените се секогаш, барем според мене, секогаш добре дојдени. Освежувањата, подмолувањата, секогаш се добри. ВМРО ДПМН во Куманово е голема политичка партија, има огромен број на членство, од каде што произлегува огромен број на голем потенцијал, произлегуваат квалитетни кадри. Нормално, веќе докажаните кадри, кои што со својот труд, со својот ангажман досега во партијата, заслужиле да продолжат и понатаму, беа коптирани во овој општи комитет, дел функционери по функција како пратеник, кои што согласно статутот мора да бидат членови на Општинскиот комитет, се тука. Меѓутоа, она богатство кое што ВМРО ДПМН го има, а тоа е Унијата на млади сили, произведе многу квалитетни кадри во континуитет. Впрочем, и јас своевремено сум бил претседател на Унијата на млади сили во Куманово и дојде време да им се даде шанса и на дел од тие луѓе кои што ќе дадат една нова енергија, една додадена вредност на самата партија. Се внимава да има луѓе од повеќе профили, се внимаваше да има одредена територијална застапеност и на крај горд сум што го имаме овој нов општински комитет со луѓе кои што се докажани професионалци пред се во своите професии, луѓе кои што дале свој печат во Куманово, луѓе кои што дале свој печат во ВМРО ДПМН и заедно со мене со една нова енергија кренуваме до една конечна цел, а тоа е конечна победа на ВМРО ДПМН на локалните избори. Зашто ќе се залагате во наредниот 4-годишен мандат како претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Куманово и дали ќе работите на консолидација на членството? Како што веќе споменав, мојата цел, нашата цел и визија како ново раководство е победа на локалните избори. За да ја оствариме таа победа, не чека една маркотрпна работа, не чека сериозна работа и посветена работа. Ние како тим сметаме дека успехот ќе ни дојде само преку макотрпно работење, преку учење од грешките и преку упорност. Како што споменавте, можеби перцепција на јавноста е дека во ВМРО ДПМН Куманово имало некакви превирања или несогласувања, меѓутоа се е тоа дел од политичкото живење и се е тоа дел од спектарот на идеи кои што, како што реков, една голема политичка партија како ВМРО ДПМН го има. Идејата за која што тие членови се таму, идеологијата на ВМРО ДПМН никогаш не била во прашање од ниеден досега член, активен или функционер во ВМРО ДПМН. Како претседател ќе продолжам покрај Општинскиот комитет да го екипирам и доекипирам останатите организацијски структури на Општинскиот комитет. Пред се тука мислам на она што е наша најака страна и она што е наша најважна страна, тоа се местните комитети, каде што ќе посветиме огромно внимание да и таму направиме одредено освежување и одредено
подобрување со одредени помлади кадри. Внимание ќе посветиме исто така во делот на организацијската поставеност и во стручните комисии на Општинскиот комитет, каде што имаме квалитетни кадри, сериозни професионалци во своите области и пред се да му даеме едно лице на Општинскиот комитет Куманово, кое што ќе биде препознаено како вистинска алтернатива во општина Куманово, меѓутоа и како еден од најдобрите и најквалитетните општински комитети во целина гледајќи во Република Македонија од сите општински комитети на ВМРО ДПМН. Тоа е мојот препознат стил и како што до сега сум работел во општинскиот комитет, да бидеме најдобри, да се трудиме да бидеме најдобри и да го ставаме квалитетот на прво место. По изборот на локалните раководства, ВМРО ДПМН најави дека ќе има голем народен митинг во Скопје и засилени теренски активности во населените места. Сметате ли дека патот до успехот е токму да се биде меѓу граѓаните? Не само што сметаме, туку и веруваме дека за да успееме мора секојдневно да бидеме помеѓу граѓаните. Ние сме препознатливи како партија која што во континуитет секогаш била помеѓу народот. Меѓутоа ќе продолжиме со уште поголем идентитет во овој период да се движиме помеѓу луѓето, да се дружиме со луѓето, да се среќаваме и на еден искрен и отворен начин да разговараме со граѓаните, да ги слушнеме нивните идеи, нивните размислувања, дали Македонија оди во вистински правец, дали општина Куманово оди во вистински правец или реалноста е сосема спротивна. Големиот народен митинг кој што ВМРО ДПМН планира да го организира во Скопје ќе биде своевидно и обележување на една година од владењето на СДСМ во негативна смисла, да ги презентира сите негативности кои што новата власт во Република Македонија ги направи за ова една година. Сметаме дека ќе биде голем митинг, имаме огромна поддршка секој ден од општеството, од ден на ден, бидејќи откако сум председател секој ден се среќавам со голем број на луѓе и верувате поддршката за ВМРО ДПМН и критиката и разочараноста од СДСМ раснат. Така да сметам дека тој митинг ќе биде една пресвртна точка во понатамошниот тек на политиката во Република Македонија. Господине Петрушевски, по професија сте дипломиран инженер по информатички технологии, но сте активен во политиката. Што беше пресудно за вашиот политички ангажман? Мојот мотив да влезна во политиката датира многу одамна, уште од младежките години. И тој мотив потекнува една, може да се каже и семени случаи. Знаете дека во 90-тите во Република Македонија СДСМ, тогашното СДСМ, спроведе една криминална транзиција во која што огромен број на луѓе, илјадници луѓе, останаа без работа. И јас како дете на двајца родители, кои што се директно жртви на таа транзиција, остави тој момент длабок и траги во еден млад човек. Знаете, кога раснете и се развивате, не може да го отргнете тој момент од својот живот, таа трага која што останала кај еден млад човек, на кој што му биле можеби ускратени некои задоволства од животот кој што животот му ги пружа и му ги дава на еден млад човек. И пред се мотивот е да не дозволиме повеќе и еднаш за секогаш да ставиме крај на тие криминално-транзицијски политичари кои што некако успеваат да воскреснат во Република Македонија без разлика кој да е на власт. И некако тие транзицијски политичари секогаш да бидат носители на некакви негативни политики, посебно во делот на економијата, кои што на крај завршуваат со штета на граѓаните. Значи, мотивот е генерално да нема повеќе деца кои што ќе бидат жртви на лошите политики на политичарите во Република Македонија. Така сум влегол во ВМРО ДПМН во тој период преку младинската организација. Тој ми бил мотивот во сите овие години од мојот политички ангажман и тој мотив ќе остане до крајот на мојата политичка кариера. Се навршија 3 години од загинувањето на 8 теми на припадници на МВР и 37 теми на повредени полицајци во Кумановско, така наречено, нели, меѓу кумановци, диво населје. Во Куманово, во црквата Свети Никола се одржа панихида во чест на загинатите, но дел од присутните бранители со критика
дека денот бил искористен всушност за политичка пропаганда на ВМРО ДПМН. Кој е вашиот став по однос на оваа критика? Упатена од бранители. Така, најпрво мора да истакнам дека таква критика не е дојдена до мене, да бидам искрен, меѓутоа ја прифаќам, но не се ќе одговорим на тоа прашање. Не може да се смета за политичка пропаганда, туку напротив, треба да се смета како должна почит према тие осумина наши бранители кои што биле убиени и беа убиени на пред 3 години на 9 мај. Јас живеам во населбата Тодемен дол, сум жив сведок на тој настан и знам како е да се разбудиш, односно утрото да те разбудат рафали и бучава од војна или предвојна состојба. И јас прво лично сум енормно благодарен на сите припадници, вклучително на оние што дадоа највеќе, односно да сеа тоа се осумината кои што погина, што впрочем јас денеска можам да го правам ово интервју со вас и можам да живеам слободно во наш. И мислам дека не постои нешто со кое што ние ќе би можеле да направиме нешто, а да се одолжиме на тие луѓе. Најмалку што можеме да направиме е кога веќе државата не се сетила на нив на нас одветен начин да го обележи тој настан и тоа нивно таа нивна саможртва, ние како опозиција да дадеме идеја да еден споменик биде изграден во чест на овие 8 македонски херои. Затоа што ако веќе градоначалникот на општина Куманово излегува со идеи да се прави споменик на американската фирма KBR, мислам дека и текако овие осумина херои заслужуваат многу повеќе од тоа, а не само еден споменик, бидејќи сепак ги дадоа своите животи не само за Куманово, туку и за Република Македонија. И од тие причини сметам дека ова не е пропаганда, туку е должна почит која што ја заслужуваат тие осумина наши македонски херои. Освен што беше најавено дека советничката група на Општинскиот комитет или на ВМРО ДПМН ќе на следната седница на Советот на општина Куманово ќе поднесе предлог за изградба на споменик на бранителите. Бранителите од друга страна бараат и прогласување на 9 мај за Ден на бранителите на Република Македонија. Што мислите за оваа идеја? Првична идеја на бранителите. Така, во право сте во самото прашање, ние ќе излеземе со предлог на Совет на општина Куманово како советничка група да општина Куманово, во општина Куманово се изгради еден споменик на бранителите и погинатите од 9 мај. Искрено се надевам дека СДСМ ќе ги надмине своите политички стеги. Искрено се надевам и дека другите советници од другите политички партии ќе ги надминат исто нивните политички стеги. И во тие 8 луѓе има луѓе од повеќе националности и сметам дека ниту етничката пречка тука не смее да биде ниту погледнато, нити помислено да се гледа низ една етничка призма овој споменик и дека сите како пред се како кумановци ќе се заблагодариме на овие луѓе и овој предлог ќе добие согласност во Советот на општина Куманово и нормално после тоа реализација, соодветна реализација. Што се однесува до предлогот на бранителите, немам ништо против, сметам дека е коректен и сметам дека ако тие како бранители бараат и сметат дека 9 мај треба да биде прогласен за Ден на бранителите во Република Македонија, ние како ВМРО ДПМН го поддржуваме тој предлог и немаме никакви пречки за истиот. Во меѓувреме судскиот процес против 37 темина обвинети за случајот Диво населје заврши со 33 затворски казни и 4 ослободителни пресуди. Премиерот Зоран Заев деновиве најави и меѓународна експертиза за случајот. Сметате ли дека може да дојде некој пресврт во овој случај? Видете, ставот на ВМРО ДПМН генерален за ова прашање е дека ние мора да го предупредиме Зоран Заев да не помисли да ги ослободува терористите од Диво населје. Тоа е клучната нишка во нашиот став. Да не помисли да ги ослободува терористите од Диво населје. Обврските што тој си ги има преземено,
преку платформата подпишана во друга држава, не можат и не смеат да видат аргумент за да им се обезбедува алиби на терористите кои што ги убија 8 мина припадници на македонските безбедносни сили за кои што зборувавме во претходното прашање. Ние сметаме и длабоко веруваме дека нашите правосудни органи имаат капацитет да изречат правилна пресуда, нормално, доколку бидат ослободени од притисоците од криминалниот картел предводен од Зоран Заев и неговите индиректни закани кон правосудниот систем, дека нивното одлучување ќе биде ставено на меѓународна експертиза. Овој случај е јасен како ден. Ова е само нов обид на Зоран Заев да исполитизира трагедии, како што беше во случајот со убиените момчиња од Смилковско езеро. Ако во минатото манипулираше со родителите на монструозно убиените деца, сега тоа сака да им го направи и на родителите, супругите, децата и роднините на херојски загинатите припадници на безбедносните сили во акцијата во Куманово пред 3 години. Значи не смее ниту да помислува, ниту да се дрзнува да реализира одредени платформи кои што идат во штета на Република Македонија и на македонците и жителите на Македонија во целост. Господине Петрушевски, деновиве во Куманово повторно е актуелна цената на сировата вода од водостопанство Кумановско-Липковско поле, со став дека цената на водата е намалена во споредба со периодот кога нели на власт беше ВМРО ДПМН, но сепак граѓаните и дел од членовите на Социјалдемократскиот сојуз од Куманово сметаат дека кумановци натаму ќе плаќаат најскапа вода во целата држава. Кој е вашиот став по однос на ова прашање? Не знам дали воопшто треба да коментирам препукувања помеѓу две групации на предводени од двајца истакнати политички лидери на СДСМ во Куманово, односно дали да коментирам една меѓупартиска препирка помеѓу две групи на СДСМ. Меѓутоа, ќе го коментирам затоа што тука произлегуваат голем број на заклучоци. Најпрви, цената на водата ја донесува регулаторната комисија и ја одобрува владата на Република Македонија, која што, како што сите знаеме, во моментот е предводена од СДСМ и мислам дека истата изнесува 4,48 денари по метар кубен вода испорачана до вода. Ова само докажува дека биле неосновани обвинувањата кои што долги години доаѓаа од СДСМ и од локалната власт, дека, не знам, ВМРО ДПМН Општинскиот комитет Куманово, намерно или не знам од какви побуди, свесно вршело своевиден притисок или го кочело во работа јавното предпријатие Водовод со цел да ги сме ги прикажале дека биле неспособни. Значи, овие нивни препирки го докажуваат токму спротивното, дека цената на водата се одредува согласно одредени методологии. Експертите од таа област знаат подобро. Јас можам да верувам на регулаторната комисија, која што е државен орган. Јас можам и треба да верувам на согласноста која што владата на Република Македонија дала без разлика што е од СДСМ и да ми ги потврди тезите дека во претходните години СДСМ и локалната власт манипулирала со граѓаните во Куманово. Значи, ваквите манипулации ќе излегуваат во наредниот период во огромен број. Затоа што СДСМ во Куманово, локалната власт во Куманово, го изгуби џокер алибито, кое што го имаше претходните 12 години, а тоа е дека за се што тие не го направиле или не го спровеле, видовно било ВМРО ДПМН и владата на ВМРО ДПМН. Сега, веќе една година, на власт во Република Македонија СДСМ. И за севкупната состојба во државата, единствено одговорни ќе бидат СДСМ. Затоа, допрва ќе се разобличуваат лагите и манипулациите кои што во континуитет СДСМ изминатите години им ги пласираше на граѓаните во општина Куманово
заскривајќи го своето неспособно работење, а обвинувајќи дека ВМРО ДПМН не било, не сакало или не им давало можност да тие како локална власт да дојдат до израз. Така. Според вас, дојде ли живот за сите во Куманово? Кој е вашиот став за работата на локалната самоуправа и градоначалникот Максим Димитриевски? Градоначалникот досега се пофали со делот превземени мерки за, например, за решавање на сообраќајниот хаос преку мерката нулта толеранција, мерка против загаденоста на воздухот, метод на аеросолизација и веќе го спомнавте паркот на пријателите на Куманово. Анализата на севкупното досејашно работење на градоначалникот ќе треба за една квалитетна анализа можеби подолг период, меѓутоа ајде ќе се обидам во кратки црти да го изнесам својот став и ставот на ВМРО ДПМН. Најпрво ние како ново раководство сакаме, и тоа на дело ќе го покажеме, да бидеме една конструктивна опозиција, во вистинска смисла на зборот, не како памфлет, и со тоа да дадеме еден импулс да проблемите во општина Куманово конечно почнат да се решаваат. Нема да критикуваме само колку да критикуваме, туку ќе даваме предлози, идеи за разрешување, надминување на одредени проблеми, а критиките ги го пратуваме се со цел да доколку одреден проблем бил запоставен, да му дадеме одредено медиумско значење, да го дигнеме на повисоко ниво, со цел општината да си ја врши својата работа. Што се однесува до дел од проектите кои што ги споменавте, проектот паркот на пријателите, или не знам како се вика, затоа што официјално и нема како се вика, туку тоа е паркот спроти спортската сала, започнати во 90% изграден од претходниот градоначалник, така да тој проект и не знам колку може да се препише на новиот градоначалник. Убаво, коректно, треба да се градат што повеќе паркови, впрочем Куманово има недостаток од зеленило и таквите проекти треба да ги имаме многу во општина Куманово. Што се однесува до решавање на сообраќајниот хаос, ме не верувам дека има човек кој што не сака во Куманово да се реши сообраќајниот хаос, така да нормално и јас сакам да се реши тој хаос, меѓутоа она што ми пречи е недостатокот на континуитет во решавање на тие проблеми, туку некако инцидентно се решава или за политички маркетинг. Еден ден ќе се ангажира полицијата, јавните предпријатија, градоначалникот, ќе поделат некои флаери, ќе дигнат пајак службите возила, ќе се испосликаат, ќе дадат изјави и утредента се враќа на старо. Значи сега да се прошетаат граѓаните во општина Куманово, впрочем како што сите ние се движиме, ќе видат дека некако се остава пак тој проблем под маса. Значи не смееме да проблемите ги решаваме инцидентно само колку да не има на камери, да ставиме слика на Facebook и толку. Тоа се обврски кои што градоначалникот, институциите треба да ги извршуваат во континуитет. Впрочем за тоа се избрани и впрочем за тоа изимаат плати и надоместоци од граѓаните на општина Куманово. Меѓутоа тоа се така малку поситни проекти кои што нешто тргнало и еве и ние даваме една подршка и доколку сметат дека треба на некаков друг начин да помогнеме, тука сме, ќе помогнеме. Меѓутоа недостасуваат круцијалните проекти кои што градоначалникот ги вети во предизборието и крупните проекти за кои што впрочем ја доби довербата од кумановци. Значи ние не ни почнавме да го решаваме проблемот со водоснабдување во Куманово. Веќе неколку изборни циклуси во минатото, неколку кандидати градоначалници ветуваат решавање на овој проблем, но никако да се придвижиме од мртвата точка. Еве и по овој градоначалник во предизборната кампања вети дека ќе изгради цевковод од Ливково до Куманово во должина од 18,4 км со диаметар фи 609,9 мм, кој што би обезбедувал сигурен дотур на вода до филтер станицата во Куманово од дополнителни 500 литри од секунда. И сметат дека тоа би бил доволен дотур за да се задоволат потребите на граѓаните на општина Куманово. Во предизборието дури и премиерот Зоран Заев цврсто ги уверуваше кумановци дека овој далновод ќе биде изграден
овој цевковод ќе биде изведен со заеднички, ќе биде обезбедени средства од буџетот и така натаму, па се употребуваат термини тогаш од градоначалникот нели во предизборието како дека Македонија му должела на Куманово, па некаква, не знам, каква воена оштета или што веќе не беше употребено. Меѓутоа, ако погледнеме денес, за жал, за овој проект воопшто ниту се зборува, ниту нешто се прави. Буџетот на општина Куманово нема пари за овој проект, буџетот на Република Македонија во буџетот нема пари за овој проект. Значи, ја разбирам дека ова се крупни проекти, дека бара долг период на реализација и подготовка за реализација. Меѓутоа, проблемот што воопшто ништо не се прави. Ќе дојдат летните месеци и пак кумановци ќе немаат вода во 21 век. Пак ќе немаме доволно притисок во високите градски зони и пак ќе се препукуваат меѓу себе дали водостопанство му дотурило доволно вода или не му дотурило, и се на грбот на граѓаните. Единствено што ќе биде различно сега е тоа што ВМРО ДПМН нема да биде виновник, затоа што нема да учествува во менаџирањето на ниту јавното претпријатие Водовод, ниту во јавното претпријатие во водостопанство Куманово. Другите проекти би се задржал, еве, например, споменавте и чистиот воздух. Тоа беше еден од главните столбови, ако може така да се изразам, во изборната програма на СДСМ во минатите локални избори, че дека обезбедуваат чиста и здрава вода за пиење и чист воздух, што се клучни за здравје и за живот. Ова е цитат буквално од нивната програма. Меѓутоа, сведоци сме последниве години дека Куманово руши рекорди по аерозагаденост, ама тоа рекорди на светско ниво. Во Република Македонија сме убедливо први. И се ветува еден сет од мерки дека ќе се реши неколку начини овој проблем, за да на крај дојдеме до ситуација да градоначалникот не уверува, еве сите нас граѓани, дека со еден трактор, една приколка, ќе ги спрскаме улиците и ќе го решиме проблемот со загадување во Куманово. Како да кажам сега, би било, не знам, смешно е, жално, би било жално да не било смешно, да не е жално. Утредента, само откако се тоа маркетиншки испромовира, откако се испослика, дадоа изјави, градоначалникот стави на Facebook, целата таа фама спласна во вода и Куманово повторно беше рекордер по аерозагаденост. Имаме среќа што сега е еден летен период каде што во принцип загаденоста не е на високо ниво, меѓутоа ќе дојде зимата, ќе дојде зимскиот период, загревањето и пак Куманово ќе биде загаден град, пак ќе се нудат мерки во иднина, пак не знам, претпоставам, можеби пак со тракторот и се приколката ќе се прскаат улиците, меѓутоа суштинско и онака решение квалитетно во подолг временски период во Куманово за овој проблем не се нуди. Дури имав изјава од градоначалникот каде што јавно во изјава, тоа ја има по медиумите, ја има на социјалните мрежи, дека проблемот не било со загадувањето во Куманово толку голем, значи не било толку Куманово загадено, како да не знам дека живее во некој друг град па не ја осеќаше таа миризба, туку проблемот бил тоа што мерната станица била во кругот на болницата во општина Куманово, па болницата се загревала на мазут и поради тоа биле големи концентрацијата на PM10 честитките кои што ги покажувала таа мерна станица и ќе ја дислоцирале. Мислам, стварно веќе се запрашувам дали воопшто некој во општина Куманово седне и размислува и го советува градоначалникот што треба или што не треба јавно да изјави. Посебно од аспект што општина Куманово 27 години е менаџирана од кадри на СДСМ. Општата болница во Куманово во претходниот мандат беше менаџирана во континуитет од кадри на ДУИ. Сега е менаџира кадар на СДСМ. Како дојдат, се прашувам сами од себе си, како доаѓаат до такви брилјантни идеи да дислоцираат мерна станица, а не дојдат до идеја да болницата ја направа да се загрева на некој друг поеколошки енергенс или не ја приклучат на гасоводот.
туку дека со една дислокација на таа мерна станица ќе сме го решиле овој проблем. Во делот на из екологијата морам да го наповедам и проектот кој што се ветуваше, а од кој што нема ништо нити тргнато во некаква насока од негова реализација е проектот за справување со отпад и дислокација на постоечката дива депонија, која што исто така стои во изборната програма на СДСМ и на актуелниот градоначелник Максим Димитриевски. Посебно што знаете, овој проект исто така бара една квалитетна подготовка, меѓутоа тоа е нешто што досега не ги красеше локалните власти во Куманово на СДСМ и ние секој ден сме сведоци дека имаме голем број на депонии, на диви депонии кои што никнуваат нечесто во нашата општина. И самиот факт што овој проблем се провлекува многу години и се имаше некакви иницијативи да се реши и не се успеа, дава до значај дека ова е многу битен проблем во Куманово, да се справиме со одвратот и да ја дислоцираме таа депонија која што впрочем е штетна по околното население. Меѓутоа ние немаме суштински пристап кон овој проблем, немаме иницијативност, немаме ангажираност од локалната власт и од градоначалникот, барем да се започне во насока на размислување за решавање и на овој проблем. Ова се само дел од проектите ветени, ги има многу и се надам ќе имаме прилика и да разговараме за дел од проектите кои што се ветени, а не реализирани во општина Куманово. Секако, во меѓувреме сведоци сме и на нови вработувања во општината, во јавните предпријатија, институциите, образовните, културните. Сметате ли дека се вработуваат стручни кадри или пред се води сметка за партискиот кадар на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово? Па, јас некогаш на шала викам дека партиското вработување, на строгото партиско вработување во Република Македонија го има измислено и патентирано СДСМ од Куманово. Впрочем, тоа е јавна тајна. Кумановци се горе-доле знаеме. Скоро и да не можеш да најдеш човек кој што работи дали во општина Куманово, дали во јавните предпријатија, дали сега по децентрализацијата во образовните институции, а да не е тврд активист на СДСМ. Дори не можеш да најдеш неопределен човек. Значи, само тврди активисти на СДСМ. Ја се шалам со граѓаните и викам кога имаат некој проблем во предизборниот период, слободно да отидат на митинг на СДСМ и таму ќе ја најдат целата локална администрација собрана на едно место, пак ќе може да си ги разрешат своите проблеми. Јавна тајна е дека се врши притисок врз таа администрација од директорите, од менаџерите, од менаџерските тимови, со списоци по автобуси, се водат луѓето, се развезуваат, дури се казнуваат доколку не се појават на некој митинг, па дури има случаи кои што дојде до нас што луѓе биле бркани од работа само затоа што ги немало на списоците во континуитет, не појавено не знам колку пати на митинг или настан организиран од СДСМ. Така да, ако некаде има партиски вработувања во Република Македонија, ги има, Куманово е убедливо на прво место. Значи СДСМ во Куманово е држава во држава. И тоа е една машинерија против која што сме се нафатили ние да се бориме и ќе ни биде потребна огромна подршка од граѓаните во општина Куманово да таа машинерија ја срушиме и да конечно Куманово добие онаква власт каква што заслужува и да конечно Куманово тргне кон патот на промени. Затоа што секојдневно доаѓаат до мене луѓе и ми ги кажуваат кој се вработил во болница, не знам кој се вработил ваму, се тоа или цврсти активисти на СДСМ или луѓе од нивните потесни семејства. Па дури луѓе на нивни семејства од нивни видни функционери. Не сакам да злоупотребувам имиња во оваа емисија, сепак тие се граѓани кои што си имаат своји права и треба да работат. Меѓутоа, партизацијата во општина Куманово е еден страшен проблем против кој што мора заеднички сите заедно да се изборим. Значи, јас не гледам ни тронка помрднување во некаква позитивна насока, во некаков избор на некаков квалитет или било што, освен активност, покажана активност во СДСМ.
Господине Петрушевски, владата на премиерот Зоран Заев влезе во 12-тиот месец од првата година на мандатот. Може ли да направите една кратка анализа на досега оствареното со оглед на тоа што премиерот во повеќе наврати има изјавено дека оваа влада успеала да го стабилизира буџетот на државата, да придонесе за економски раст, да ја зголеми минималната плата. Чувствувате ли економски раст во државата? Па еве, ја може ќе бидам субјективен, па еве, нема да одговорам дека јас чувствувам или не чувствувам. Самите граѓани нека се запрашаат дали чувствуваат економски раст во Република Македонија. Значи ние моментално го имаме најобемниот буџет во историјата на Република Македонија, во историјата на независна Република Македонија. Значи досега поголем буџет немало ниту една влада. Ако ги погледнеме капиталните инвестиции, капиталните проекти, ништо. Значи, статистички, ова се јавно достапни информации, секој граѓанин може да ги провери. Во првиот квартал од 2018 година, нивото на реализација на планираните капитални инвестиции во однос на планиране за целата година е само 7,5%. Значи, за една четвртина од година се реализирани 7,5% од предвидените капитални инвестиции. И сега, доколку продолжиме со вакво темпо, доколку државата продолжи со вакво темпо, колку ќе биде реализацијата на крајот на годината? 30%, 40%? Па тоа е смешна реализација. Значи, а истовремено имаме рапидно зголемување на долгот. Јавниот долг за прв пат во историјата на Република Македонија надмина 5 милиарди евра, додека државниот долг е 4 милиарди евра. Значи, од една страна имаме задолжувања, огромни задолжувања, имаме огромен буџет, а од друга страна немаме инвестиции капитални, реализацијата е скоро на многу ниско ниво и мене ми се поставува прашањето каде се трошат парите? Каде одат парите? Ако имаш голем буџет, ако имаш големи задолжувања од една страна, немаш расходи од друга страна, а граѓаните не ги чувствуваат тие пари, ништо не ти се гради, ниту нешто се покренало, ниту нешто се инвестирало, стварно е симптоматично човек да седне да размисли, да се запреша каде одат тие пари. Минималната плата се покачи вештачки со интервенција на државата и тоа не е не знам каков проект, тоа може со еден декрет, со една одлука на влада да кажеш од сега ќе биде толку минималната плата и ќе ги субвенционираме предпријатијата, меѓутоа тоа е вештачко креање на плата. Тоа не е реално согласно економската состојба во државата и не е економски оправдано. Затоа што ти треба за да се крене плата, тоа е природен економски процес. Треба да се развие економијата, предпријатијата да стекнат моќ и на тој начин природно ќе си се покрене и ќе се покачи минималната плата. Ама државата е тука за тоа да создаде услови на бизнис заедницата, а не со декрети и вештачки да крева минимална плата, па еден месец да се радуваме како не знам, просечната плата во Република Македонија се покачила, за да уште веднаш наредниот месец не биде најниска или не може би не во историјата, меѓутоа во последните неколку години на најниско ниво. Така да ако нешто е тргнато во надолна линија во Република Македонија и тоа нешто го признаваат дури и членови или гласачи на СДСМ, тоа е економијата. Така, според податоците со кои што располагам, 56 мина советници има ангажирано во кабинетот на премиерот Зоран Заев. Јавноста смета дека тоа е голема, огромна бројка на советници. Од друга страна, партијата на власт смета и тврди дека бројот на советниците е многу помал во споредба со бројот на советници кои што ги имал поранешниот премиер Никола Груевски. Реално, има ли потреба од толков голем број советници? Видете, вака. Првин, Груевски имаше 86 советници, како што рековте, меѓутоа на крајот на својот мандат, додека Заев за 11 месеци владење има веќе 56 советници. Нека се запрашате еве граѓаните која е тука логиката. Меѓутоа, еве, небитно. Можеби потребата од тие советници постои, можеби не постои. Меѓутоа, она што јас сакам да го напоменам е што СДСМ за се бара оправдување во претходното владење на ВМРО ДПМН.
за да биде најасно, ВМРО ДПМН, без разлика што доаѓаме таму, и се борам за ВМРО ДПМН, имало своји грешки, нормално, тоа е природна работа во своето владење. Граѓаните тоа го виделе и ние веќе не сме на власт. Значи, сме правиле грешки, не сме биле доволно добри во исполнување на очекувањата на граѓаните и сега СДСМ на власт. Ние учиме од грешките, анализираме, се исправаме и се надеваме дека за скоро време ќе ја повратиме довербата од граѓаните. Меѓутоа, СДСМ за се што нема да успее или ќе го направи спротивно на волјата на граѓаните, оправдување ќе пронајде во владењето на СДСМ. Тоа е исто како една приказна за дете која иде дома, ученик, кај мајка му и вика: "Мамо, јас имам 3 единици." И мајка му го прекорува, го кара, меѓутоа детето вика: "Да, мамо, ама моето другарче има 5 единици. И јас не сум толку лош." Види, на крајот на приказната и двете деца ќе понавлјат. Значи, децата ќе го повторуваат училиштето. Поентата е да идеме напред. Поентата е не да гледаме што било во минато, туку тоа што било во минато, а било лошо, да го исправиме во иднината. Затоа и СДСМ ја добила довербата, за да оние негативности што ги имало ВМРО ДПМН, да ги исправи и да Македонија, нели, тргне напред, а очекувањата на граѓаните се изреализираат. Меѓутоа, проблемот што постави нереални очекувања СДСМ. Постави нереални предлози и проекти кои што беа неискрени према граѓаните и дури неморални спрема политичките противници. Затоа ветувањата како 500 евра плата се реално неизводливи. Затоа ретерираат сега во нивната програма стои дека треба да изградат 600 км автопатишта, а сега нивниот министер пред некој ден изјавува дека тоа било, како што викаат секојаш во главите на ВМРО-вците, а впрочем секој граѓанин ја чита и ја гледа програмата дека тоа ствари. Меѓутоа тие нивни таков начин на кампања ги подигна многу очекувањата на граѓаните и сега разочарувањето е огромно кај граѓаните. Се разочараа од СДСМ затоа што гледаат само ретерирање, гледаат нереализирање и нормално гледаат вработување на видни партиски функционери, видни функционери и водачи на шарена револуција и семејни вработувања. Така и кај Заев советници стана и Љубе Бошковски, и сега треба да веруваме дека Љубе Бошковски бил најдобар избор, таму имал највише поени, па затоа го вработиле во владата. Треба да веруваме дека советник во владата за безбедност треба да биде човек кој што е безбедносно неподобен, значи безбедносен ризик за Соединетите Американски држави. Значи и Љубе Бошковски и командант Хоџа се на листата на луѓе кои што представуваат безбедносен ризик за Соединетите Американски држави, нашиот стратешки партнер. А ние ги ставаме да бидат советници во владата, од кој едниот на премиерот, од кој едниот советник за безбедност. Па мислам дека од ден на ден, жал ми е што веќе го кажам, меѓутоа од ден на ден оваа држава се претвара во лакрдија. Ова не знам како еден граѓанин може со сериозност да го свати дека причина за тоа било многодетноста или социјалниот момент кај човек. Стварно, премногу оваа влада и СДСМ ја подценуваа интелигенцијата на граѓаните на Република Македонија. Така, поверите. Па тоа ми беше, благодарам. Во последно време се поинтензивни се преговорите и договорите, разговорите околу решавање на спорот за името на нашата држава. Очекувате ли брзо решение на овој проблем, на овој спор за името? Па вака, ВМРО ДПМН не ги води преговорите, не учествува во преговорите, туку ги води владата. Владата е таа која што ја има целосната одговорност за се. Јас можам да го кажам ставот на ВМРО ДПМН, кој што е јасен и е во континуитет долг временски период, а тоа е дека ВМРО ДПМН нема да прифати промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија и нема да прифати решение кое што ќе задира во идентитетските одредници на македонците. Ниту во јазикот, ниту во нацијата. Значи, ние сме македонци и ќе останеме македонци. Доколку на крајот се најде некакво решение
И доколку има тоа решение, крајната инстанција каде што тоа решение мора да дојде на тест е кај граѓаните. Значи, за решението кое што би го нашло СДСМ не смее да го имплементира без да тоа го помине тестот на граѓаните преку референдум организиран по демократски стандарди. Господине Петрушевски, Република Македонија, според индексот на слобода за медиумите во светот за 2018 година, според невладината организација Репортери без граници, се наоѓа на 109-то место, што е скок за 2 позиции од минатата година, кога била на 111-то место. Од земјите од регионот, Република Македонија сепак се наоѓа на последното место. Дали овие податоци говорат за една закана за демократијата? Па секако дека да. Секако дека да. Значи, ако погледнеме искрено, ние во реалноста имаме една загрозена медиумска сфера во Република Македонија. Медиумите никогаш не биле по еднообразни, значи никогаш не владеел толкав медиумски мрак, еве со исклучок на неколку портали и неколку една национална телевизија, мислам, од национална концесија. Другото е се во една иста насока. Значи нема плурализам во медиумскиот простор и целокупната медиумска сфера е ставена во насока на власта и на ширење на пропагандата на власт. Впрочем, тие многу вложија во нивниот пиар, се вработија не знам колку и таму луѓе во владиниот пиар, огромен број на луѓе ангажираат, прават огромен, како да кажам, сака да направат така креирање на јавното мислење во прилог на оние политики кои што тие сакаат да ги спроведат, а другите медиуми се ставени во една теснец, се згасна дел од одредени медиуми, голем број од медиумите се во фаза на згаснување, така да сметам дека оваа ситуација е премногу сериозна за да не биде искоментирана на еден ваков начин. И сметам дека и вие како медиумски работници и ете ние треба сериозно да се размислиме зошто Република Македонија и медиумите Република Македонија отидоа во една ваква насока. Господине Петрушевски, ви благодарам на вашето гостување. Остана уште доста теми за разговор, но секако за тие теми во некоја следна прилика. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата и со задоволство ќе дојдам уште еднаш да продолжиме онаму каде што застанав. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.